дел од тоа дека сме платеници и така натаму, но тоа е друга приказна. Она што мораме сега да го би рекла посебно акцентираме како момент, бидејќи сме во кризна состојба. Ова е кризна состојба, ова не е состојба каде што се случил мал инцидент во собрание и сега од утре све ќе биде исто и све ќе биде како што треба. Не, ова е кризна состојба, институциите на системот мора да си прогласат кризна состојба и да се делува согласно акциониот план на кризниот менеджмент кој што се презема во вакви моменти. Кои се чекорите кои што ќе се презема треба да се договори. Во живо сме во Вила Водно. Ве повикувам да бидете смирени. Ве повикувам да останете присебни и да не подлегнувате на разни провокации, лажни вести и манипулации. Повикувам на смирување на тензиите и на ненасилство. Повикувам на разумно и одговорно однесување. Повикувам на одговорно однесување на сите надлежни институции кои мора да ги почитуваат Уставот и законите на Република Македонија. Пратениците се најодговорни за враќањето на состојбата во согласност со Уставот, законите и деловникот на Собранието на Република Македонија кои денес беа прекршени. Секој треба да биде одговорен за своите постапки и свесен за последиците кои произлегуваат од нив. Оваа состојба може да се надмине само преку почитување на правниот поредок на Република Македонија. Нема прашање за кое не може да се најде решение преку диалог во согласност со Уставот и со законите на Република Македонија. Затоа ги повикувам лидерите на парламентарните партии утре да дојдат во мојот кабинет на лидерска средба за да ја разгледаме новонастанатата состојба. На лидерската средба да ги разгледаме сите опции за смирување и наоѓање излез од новонастанатата состојба. Лидерите ја добиле довербата од граѓаните и се најодговорни за наоѓање решенија во согласно со Уставот, законите и деловникот за работа на Собранието. Никој друг однадвор нема да ни ги реши проблемите ако самите ние не ги решиме во согласност со државните интереси на Република Македонија. Ви благодарам.